Длабоко во срцето на универзумот се одвива спектакуларен танц на уништување и создавање. Смртта на една звезда раѓа нова, а во самата срж на сето тоа лежи најмоќната сила во космосот – нуклеарната фузија. Огромната енергија што ја зрачат звездите била загадка долго време. Порано се претпоставувал дека тоа е гравитационна енергија што се ослободува при постепена контракција на звездената материја. Хелмхолц во 1861 година ја проучил оваа хипотеза и констатирал дека при постојано губење на енергија на таков начин, нашето сонце би траело само 10 милиони години. Од други податоци, со сигурност е утврдена возраста на Сонцето, околу 4,5 милиарди години. Значи, хипотезата за гравитационната енергија не била реална. Едингтон во 1920 година прв ја искажал претпоставката дека енергијата во звездите се создава преку термонуклеарни реакции во нивната внатрешност, при кои настанува синтеза на водород во хелиум. По скоро 2 децении, Ханс Бете и Карл Фридрих фон Вајцзекер независно еден од друг ги разработиле поединостите на овие реакции, начинот и условите при кои се одвиваат. Звездата е динамички систем кој се состои од огромен број честици, електрони, јони, протони, јадра, атоми, но и сите видови зрачење. Средната температура на звездата зависи од нејзината големина и состав. Нејзината распределба зависи од механизмот на пренос на енергијата од внатрешноста, каде температурата е неколку милиони степени, до површината, каде истата е неколку илјади степени. Но за да можеме да ги разбереме изворите на енергија во звездите, најпрво мора да разбереме што точно е процесот на фузија. Нуклеарната фузија е процес во кој лесни атомски јадра, како водородните изотопи деутериум и трициум, се спојуваат во потешко јадро, во процесот ослободувајќи огромна количина енергија. Енергијата што се ослободува при фузијата може да се објасни преку Ејнштајновата равенка E еднакво на m по c на квадрат. Малата разлика во масата меѓу реактантите и продуктите на реакцијата се претвора во огромни количества енергија. На различни етапи од еволутивниот развој на звездите, можни се различни циклуси на термонуклеарни реакции. На денешниот степен на развој на Сонцето и звездите слични на него, главни циклуси се протон-протонскиот циклус и јаглерод-азот-кислород циклус. Реакциите од овој циклус се карактеристични за температури во внатрешноста на звездите од околу 15 милиони степени и густина на водородот од 100 грама на сантиметар кубен. За да се согори 1 грам водород и да се претвори во хелиум, потребни се неколку милиони години. Но масата на звездите е огромна, а со тоа и количеството водород што стои на располагање за реакциите. Циклусот започнува со реакцијата на 2 водородни јадра, која иако со мала веројатност, сепак се случува. При тоа се добива деутерон, позитрон и неутрино и се ослободува енергија. Добиениот деутерон веднаш се врзува со нов протон, при што се добива јадро на хелиум-3 и гама квант со голема енергија. Реакцијата се одвива за само неколку секунди. Натаму настапува реакција на 2 јадра на хелиум-3, при што се добива јадро на хелиум-4 и 2 протони. Реакцијата дава големо количество на енергија. Времето на одвивање на ваквите реакции е доста долго. Вкупната енергија што се добива од овие реакции зависи од динамиката на нивното одвивање. Таа пак од прв ред е зависна од температурата. Со опаѓањето на температурата, продуктивноста на протон-протонскиот циклус опаѓа. Обратно, со пораст на температурата, продуктивноста расте, прво многу брзо, а подоцна многу полека. Протон-протонскиот циклус е доминантен во внатрешноста на Сонцето. За сето време досега се смета дека само 12% од водородот се претворил во хелиум. Овој циклус се создава во масивни звезди,
поголеми и од Сонцето, например Сириус, која има скоро 2 пати поголема маса од Сончевата, на температури над 12 милиони степени и неговото учество е значително како расте температурата. Процесот на формирање на хелиум овде оди посредно. Во него учествуваат јадра на јаглерод, азот и кислород, затоа и се вика CNO или Бейтов циклус. Најпрвин, јадрото на јаглерод 12 зафаќа протон и при тоа се добива нестабилно јадро на азот 13 и гама квант. Добиениот азот 13 брзо се распаѓа и се добива изотоп јаглерод 13, позитрон и неутрино. Добиениот изотоп зафаќа протон и се добива азот 14 и гама зрачење. Ова јадро од своја страна зафаќа протон и се добива кислород 15 кој е нестабилен и за само неколку десетини секунди се распаѓа. При што се добива азот 15, позитрон и неутрино. Добиениот азот 15 го зафаќа четвртиот протон, при што се добива јаглерод 12 со кого завршува циклусот и хелиумово јадро од 4 протони. Постојат и ѕвезди во чие средиште владеат многу повисоки температури од оние кои досега ги спомнавме. При такви температури ефективни стануваат и други термојадрени реакции, но тие заради скромниот енергетски придонес не представуваат значителен извор на ѕвездената енергија. Така, например, можно е за сосема кратко време да се создаде нестабилно јадро на берилиум 8 од 2 хелиумови јадра, при што е најверојатно дека јадрото берилиум 8 ќе се распадне пак на 2 хелиумови јадра. Но постои одредена веројатност тоа јадро да зафати уште едно хелиумово јадро и да формира јадро на јаглерод 12 во возбудена состојба кој што преминува во основната состојба со емисија на интензивно гама зрачење. Неутрината што настануваат во реакциите кои се одвиваат во внатрешноста на ѕвездата без пречки проаѓаат и брзо стигнуваат до површината на ѕвездата. Тоа е поради тоа што тие не дејствуваат заедно со материјата на ѕвездата. Согледувајќи го тоа, физичарите пред 20 на години се зафатија со проблемот на детекција на сончевите неутрина, за да може да се добијат информации за состојбата на материјата и процесите кои се одвиваат во внатрешноста на Сонцето. Но детектираниот флукс на сончеви неутрина е 3 пати помал од оној што го предвидува теоријата со реакциите кои ние ги проучуваме. Дали тоа би значело дека теоријата за нуклеосинтеза во внатрешноста на Сонцето сепак не е точна? Овој проблем има особено значење, па затоа се до неговото разрешување беше еден од најактуелните во современата физика. Тој беше разрешен благодарение на подоброто разбирање на својствата на неутриното. Имено, откриено е дека постојат 3 вида на неутрина: електронски, мионски и тау неутрина. Така, неутрината кои се недетектирани не недостигаат, туку истите се менуваат од електронски неутрина во мионски и тау неутрина, кои се потешки за детекција. Звездите од секогаш биле наши водичи, од древните цивилизации кои ги користеле за навигација до модерните научници кои низ нив ја откриваат тајната на универзумот. Нуклеарната фузија, силата што ги осветлуваат звездите, не е само космичка појава, туку и можен клуч за иднината на човештвото. Ако ја совладаме, ќе добиеме чист, неограничен извор на енергија, што може да ја обликува иднината на нашата планета. Доколку се постигне технолошки пробив за комерцијална употреба, нуклеарната фузија може да обезбеди одржлива енергија, да ја намали зависност од фосилни горива и да помогне во борбата против климатските промени. Можеби, токму низ разбирањето на најмокните процеси во Вселената е скриен и одговорот на нашата иднина.